Слободан Ковачевски. Слободане, дали се осеќате слободно у Слободарско Куманово? Ово прашање не очекував дека ќе биде или на Кумановски ќе збориме. Како сакате? Да. Слободно, ја секогаш сум се осеќал слободно и бидејќи такво ми е името. И никогаш не сум бил од некога напаѓан или пратен или така да. Или ограничен? И во Куманово се живее слободно. Да. И покрето што не работи свак ден семафори? Па добро, семафорите не Колку ви е работат. ограничена слобода у движење? Не работат семафорите и тоа се случува да во еден ден по 2-3 пати се поправаат, во функција се ставаат и пак се случуваат и тоа баш на раскрзница Народна револуција Треќа македонска кај Рим Парис. Тоа ми се случува и да ви кажам исто тоа е слично на оној сад што јас сум го 2003-2004 година донел со донација и е поставен и кој што не работи, но видите како за еден ден може да се поправи семафор, да се поквари, пак да се поправи, а овој сад не најде никој за сходно и после мене, значи тоа се негде 23 години, да се направи садот. Ке збориме за сад покасно. Слободан Таче. Од куде тој Таче? Да. Не можу никако да го повржу. Па да, Таче, овој татко ми се викал Димитар, баба ми е Вленка Андроника и татко ми имал 4 сестри. Негово име било Димитар Димитраки. И од тука доаѓа Димитраки Таки, Таче. Бил извонреден фудбалер, еден од најподобри и најпознати во Куманово, заедно со Шуте, Балчо, Фирго и така натаму, барем јас што ги знам. И играл за во многу други држави, како што е во Маѓарска, во Хрватска, во Србија, играл за Левски. И мајка ми ме кажуваше дека таков фудбалер бил да сега немаме ние биоскопи во Куманово, кина, туку кога биле прикажувани порано во биоскоп, прво иде журнал и него ќе го прикажуваат како му даваат букет цвеќе или венец, му закачуваат како најболи фудбалер и пекар. Значи од тука доаѓа и мислам дека тоа прекарот или надимак Таче повеќе му следува на мојот син Димитар, бидејќи он го носи неговото име Димитар. Јас слободен со Таче не, а овој исто е Димитар, Димитраки, Таче и затоа и него го вика Таче. Да. Инаку, и да кажам дека татко ми потекнува таква фамилија, првоборска фамилија. Неговите први братучецки, тоа се Елин Нумовска, тоа е првоборец. Нејзиниот маж беше Наум Нумовски Борче, народен херој. Гонџа, нејзина сестра, исто првоборец. Нејзиниот сопруг беше градоначалник на Тетово, исто партизан и со големи признанија, а и татко ми учествувал на Срепскиот фронт. Али ипак влашка линија е по женску линiju. По женска линија. Нели? Она е била главна во фамилијата баба ми. Да. Има сигурно разлози зашто. Спомнасте га градски сад. Имате веројатно податок дали работи тој сад на струју или работи на батерија? На батерија веројатно, али не знам зашто не га поправљав и зашто не се, или да се демонтира ако не може, или не знам. Или као музеј да служи, бе. Ова го кажувам. Веќе служи како музеј. Ова баш и поводот за да бидам со вас во оваа емисија, иако вие ми се најавувавте порано, па јас знаете одбив. Знам. Да. И тоа беше поводот што еден кумановец, со кој што мислам дека сме и пријатели и се знаеме, тука седи испод Соколана и тој кога има некоја кампања пред сатот и кажува дека ова е единствено капитален проект на Ковачевски. И морав да му одговорам. Тој е спортист. Мислам, сега кој спорт
кошарка сигурно не е, бидејќи е многу малечок така. И му одговорив со некои проекти капитални и да знае што се капитални проекти, но тоа во емисијата може и сигурно ќе набројам што е направено, за да има многу граѓани кои што мислат и како него. Он веројатно тоа е од љубомора, од завист, од намера некоја, од злоба да тоа го напише, но има некои луѓе кои што не се запознаени со моите активности кога сум бил градоначалник, па тоа во кратки црти ќе го кажам. Дали сте повише погодени Ковачевски, затоа што некој наш суграѓанин, опасни су соколанци, еве соколанац у овој случај, градски сад га е именуваја како вашу капиталну инвестицiju, или затоа што луѓе не разбирав уствари што е тој капитална инвестиција? Што ве повише погоди? Не, сигурно и не разбират. Не разбираат. Например, кружен ток и капитална ли е инвестиција? Па сега, вие земите која е вредност, може да се и надгради таа вредност, но мислам дека тоа не е капитална инвестиција. Еве тука веднаш да се надовршам, една мала дигресија, да кажам кои се најголемите капитални проекти и кога се направени. Капиталните проекти најголеми се направени во време на социјализмот, кога не беше тоа локална самоуправа со градоначалник и совет, туку собрание на општина Куманово. Тука преседателот во тоа време беше Момчило Јовановски и извршен совет имавме и беше Јанчевски и пред него исто професор со кој што сега во моментот не знам кој беше градоначалник, кога се направени најголемите капитални проекти. Тоа се пресе. Трета македонска ударна бригада. Извршите експроприација, да срушите, да направите од влезот на Куманово па до тракторска станица, тоа е навистина голем проект. Тоа е капитален проект. Да ја направите Октомвриска револуција и штета што не е довршена да се вклучи со автопат, што треба во иднина секој градоначалник кој што ќе бидне, треба да го стави на прв приоритет. И тука и владата да помогне. Потоа направена е спортска сала во тоа време. Беше најубава лепотица во Куманово. А да не зборуваме за дол, во центарот на градот имаше дол, го викавме ние, и таму јас живеев. И тоа секоја година имаше поплава. Една година кога беше голема поплава, после тоа овој тим на председатели на собрани извршен совет го покрија, го направија, значи поток Сарава и го асфалтира и тука е Гоце Делчев улица направен. Тоа е голем проект, да не кажам. Тоа се најголемите проекти кои што треба да се набројат и луѓето да знаат во кој период се направени. Да се направи, да. Ама како стои Кумановци с одржавање на исти? Па добро, да. Затоа што времиња су сега да не ги кажемо дигитални и виртуелни, да не су биле социјални мрежи, некој соколанац низак, не би малечак некој, не би имаја прилику, не би имаја, али уопште не би имаја прилику да изговори и да се упушти у дискусiju што е на Слободана Ковачевскога, била капитална инвестиција или не. Нема толку и не е имало толку возила како сега што има. Што правимо ми да одржавамо? Ми, кад кажу ми, прво мислу на граѓанство, не само на локалну самоуправу. Сега, ако ме прашувате, тоа е не од позицију на бившога градоначалника, прашуваме од позицију на граѓанин Слободан Ковачевски. Прво би кажал нешто во врска со поставеноста на локална самоуправа. Може? Мислам дека поставеноста на локална самоуправа во Македонија е таква што градоначалните се главна фигура. И мислам дека не треба да бидат. Тука треба главната улога да игра советот, а он да ги извршува наредбите или одлуките на советот на општината. Пресе, ние во Куманово имаме толку многу населени места, земете Карпош, земете Перочичо, земете Тромеѓа, Пуковско и други, кои што имаат над 10.000 жители и кои што во креирањето на локалната политика се посматрачи како обсесиони. Добро. Они немаат никаков буџет, нити просторија да можат да креират.
како е поставеноста во Словенија. Словенија е држава колку и ние. Со околу 2 милиона жители, они има 211 општини. Општина или населено место со 5000 жители е општина каде. И они креираат својата политика. Они одредуваат кои проекти се важни за граѓаните. И на ниво на Словенија има 10 или 11, има градски општини како што е само еден град Скопје во Македонија. И па сега планирате што е подобро. Планирав наши деца да си иде во тој дежелу. Планирав, баш затоа што е тој дежела, нели? Местни заедници ни ги нема. Ми више немамо местни заедници. Ми имамо штабови, партиски штабови, уместо да имамо местни заедници. Затоа го зборувам. Не може, вие мора, значи, ако зборуваме како треба да изгледа една локална успева, тоа е моје мислење. Значи, мора, како што е клетка во едно општество, семејството, фамилијата, после тоа е местната заедница. Вие морате да изградите таков систем каде што сите ќе бидат буџетирани. Они не треба да имаат градоначалници, но можат да имаат локално собрание, совети, и каде што они ќе имаат буџет и они ќе креираат што ќе прават со тие пари кои што ќе им бидат доделени. Инаку, да ви кажам, вие зборуваме и за менаџирање. Сите градоначалници кога ќе се кандидираат, они зборуваат како ќе бидат менаџери. Што е менаџирање? Менаџирање, управљање со пари. Што е, значи, менаџирање, вие можете да менаџирате, но имате донесено пари и вие ги трошите. Вие ги трошите, тоа се пари од ДДВ и така натаму. Јас сум бил член на ЗЕЛС и сум бил во Конгрес на локални и регионални власти во Страсбург 4 години, во 3 члена екипа или тим од Македонија. И да ви кажам дека на вистина таму можеше и да се научи, да се види што треба. Да се научи како да се распредели паре у општину. За тој, каде нас не може да постои на словенски начин, односно како постои, погрешно е да се каже словенски, словеначки. На словеначки начин, затоа не може каде нас да има толку многу општини, затоа што автоматски се појавува шерифи. Дали мислите дека тие шерифи се управувани од исклучиво од партија? Ја веќе го дадов одговор со тоа што кажав дека не треба да се шерифи градоначалници, туку треба главната улога да има совест. Да, кад викате дека не треба да биде централна фигура. Така. Значи мислите на тоа? Да. Што викав млади, многу се филмав сега градоначалници. Имате го тој перцепција дека се филмав? Зборувам дека во тоа време ние во Зелско разговаравме, имаше доста од невладини организации така кои што разговаравме и ние мислевме како да дојдеме до добри буџети на општини. Општина Куманово, кога сум бил градоначалник во тој период, имаше за една година само испод 1 милион евра пари. Сигурно и со не толку ингеренции како што сега ги има градоначалникот. Ние имаме 3 јавни предпријатија, така натаму дом на култура беше под нас и тоа. Инаку со тие пари, и ако имате долгови од претходните години пред да станете градоначалник, тогаш не може да се обезбеди заплата. И затоа и кога зборувавме како да се полни буџетот на една општина, ние зборувавме дека беше предлог од ДДВ што поголеми зафатиња. Имав друга филозофија. Мислев дека е потребно, ако збориме за менаџирање, а градоначалници викаат дека се менаџери, тогаш требаше да се даде што повеќе пари од персоналниот данок, за да се трудат да обезбедат фирми кои што ќе работат на подрачје на таа општина, да бидат ослободени од давачки, а од персоналниот данок да се издвојува за општината. Тоа е друга, не сака никој да го прифати тоа, бидејќи имаме најсигурно толку од ДДВ, се знае и готово, иако тоа ќе беше тешко да се направи за помали општини како што е Старо Нагоричино и другите, каде што требаше нов модел
на буџетирање да биде определен за тие општини. Тоа е како кога викав Кумановци, нов модел како да се дели колач. Јасно ни е све. Да. Видите, Дали имате, дали сте имале искуство кад дојдесте на функцију градоначалник, тоа ме многу интересира. Да потражите можда некако саветодавно тело да ви биде в предходни градоначалници. Меѓутоа да седнете на едну еве да кажеме на еден работен пријателски состанок, како што га викав у последњо модерно време. Да ги примите искуства од нима, барем за вечето што су у загубу јавни предузеќа, на кои што на совет увек им се помага, па дел од тој колач мандат на свакога градоначалника иде некако усмери се, нели, да не бидев загубари, барем за плате да имав. Дали сте имале такво искуство и дали од другу страна вас некој ве повикаја да ве пита? Јас сум имал соработници, да ви кажам, но од претходни гарнитури збориме, без обзир на партиско определење. Повеќе во оние сфери кои што беа значени како култура и тоа беше на округла маса разговаравме што како да направиме. Тој се вика размена на искуства, нели? Ако зборуваме за јавни предпријатија, ја не сум имал проблем со, не се биле во долгови јавните предпријатија и не се оставени во долгови кога јас заминав. И немаше толку вработени тогаш. Но после тоа не знам што се случуваше. Да. И не тогаш исто ние имавме една ситуација, една година 2002 или која, кога беше голем снег во цела Македонија, во Куманово беше расчистено со снего, дури од тротоарите со камиони се вадеше снег и се фрлаше во река доле. И тоа пишува во новини во Америка пишува. И затоа и ова кога зборувам... Ама так не су биле окупирани тротоари со толку возила. Замислите сега, не дај Боже, овој зиму да има хаварија таква. Може ли да замислите? Да, али по улица треба да се изчисти. И пешачки премини. Да. Треба многу да се работи. Кога зборувавте во врска со советници и така натаму, со совети примање, јас сум бил отворен, имав и дури недела на идеи, ама луѓето што доаѓаат, повеќе доаѓаат за вработување на нивни деца. Тоа беше болна точка. И така тоа згасна. Инаку, ви кажав за буџетот кој да не беа донации, а за тоа требаше да се избориме, ние ништо во тој период не би направиле од капитални проекти. Например, во тој период се направи пречистителна станица, која што е донација од швајцарска влада, која што е некаде околу 12 милиони евра. Во слопот на тој меа проект се викаше, ние изградивме тамо по 4-5 километри водоводна мрежа низ град Куманово. Направивме канализациона и мрежа исто. Се направи, ја да ви кажам дека е направен колектор фекален од ОПЕ до некаде бензинската пумпа до автобуска станица. Па се колку километри? 7, 8, 9, 10 километри. Десетина сигурно, да. И тоа е значаен проект, бидејќи сите жители кои што живеат и нивните домови кои што се на Победиње, кои што се од кај црквата, тие тука не можат од долната страна на црква да бидат приклучени на главниот колектор кој што поминува низ Бедиње према Кожара. Мораше од долната страна да се води и тука се приклучени Режановце, Лопате, прво од ОПЕ поштопе, значи заедничка една заеднички проект со Липковска општина и да се иде тука покрај стадионот Башкими Милано кој е таму и сите таму граѓани да бидат приклучени на тој фекален колектор. Тоа сите тие фекали беа испуштени во река Липовка. Тоа е многу значено, да ви кажам. Ама тоа не го знаат тој малијачкиот или некои други. Има и други повисоки. Мислам дека го знаев, само што намерно не га кажуев тоа. Кога постапме за тие капитални проекти, да кажам дека еден од позначајните и најзначајни за мене е проектот кој што се правеше фекален колектор исто од Рајкова куќа, тоа е населба Карпош, па Бане Перочки, што се фаќа Дучка, Чесма, Тромеѓе, Пуковско, Проевце, тие сите да се вклучат, бидејќи немаат канализација.
И тој проект беше започнат уште од претходниот градоначалник Протиќ, со сите председатели на местни заедници беше започнат, но тоа е голем проект, тоа е негде 6 километри. Дали постои нешто у тој период, док сте градоначелствувале со Куманово? Тука да кажам дека за да се изгради тој проект, тоа е големи пари. Ние лобиравме, идевме во амбасадата на Америка, имаше проекти на USAID, тоа е CSHI, тоа се проекти за инфраструктура, и за нив ние посебна просторија издвоивме во општината, во самата зграда на општина, за да има просторија да се блиско до нас. И тие го изградија целиот тој колектор. Ама дојде Трамп, укинага и USAID. Тоа штета, да ви кажам. Сега може би имале злоупотреба и зошто е тоа, он знае зошто го укинал, но ние само имавме добивка од тоа. И нам многу ни помагаше Батлер, кој што беше почесен Алорес Батлер, амбасадор на Америка во нашата држава, кој што беше и почесен граѓанин на Куманово. И на некој начин имаше обврска. И тогаш кога зборувавме за овој проект од Кебедињо, од ОПАЕ, тогаш ние не бевме ставени на список. Мислеа да не исфрлат, бидејќи викаат дека општина Куманово има доста земено проекти. Ама тоа не е заслуга на владата, тоа е заслуга на локалната самоуправа. И тогаш со Батлер издесувавме да Лероа, висок представник на Европска унија, во заминување имаше средба на испраќање во резиденција на Батлер, каде што јас и сопругата присуствувавме, во еден мал круг на луѓе, и кој што кога го праша дали Лероа бил во Куманово, кажа не, вика утре идам кај премиерот Георгиевски и после заминува, имаш ли време? После тоа можам тој ден да идам. Фактички он последна опроштајна средба на Лероа во Македонија беше од град Куманово, од општина Куманово. И он дојде тука. Испратиле сте го со сви почести, и он тогаш тука вети дека ќе се заложи, бидејќи финансирањето на овој проект требаше да биде преку Европска агенција за реконструкција, каде што директорот беше Джулиарис од Франција и овој француз и ги издесувавме парите. Значи лоби многу су битни за... сега, за да го Ви кажете за некога кој сте креирале у право време и на право место лоби групе, нарочито према Батлера. Да, сигурно. И нешто што многу га цени в Кумановци, освен поединачни соколанци, тоа е дека не само он, приметуju дека луѓе имав кратку меморiju. Например, за среќу ја не сам од нима. Јас се сеќам кога доваѓаше у вашу куќу и у приватни посете Батлер, луѓе немав перцепцiju дека доваѓа куде тачета, затоа што таче, односно Слободан Ковачевски таче, дали е како бивш градоначалник или како моментален градоначалник, се труди нешто за Кумановци да направи и да излобира нешто, куде толку јаку личност. Ако не спомнемо овој прилику дека Кале ги многу диригира работе у Куманово. Луѓе имав кратку меморiju. Знаете ли зашто се сеќам на тоа? Затоа што не се затвара сва улица и немаше некоја помпезно обезбеđење. И покрај тоа што доваѓа амерички амбасадор. Добро, можда имало по некој снајпер на некој куќу на кога што не смо га виделе, не смо биле свесни. Сигурно не бил, нити знае, он не се али не е тоа било помпезно. Ви сте с njega лобирале у интерес на Куманово. Ви сте сега фамилија с njega. Колку су Кумановци ја да ви кажам дека свесни на тоа? Периодот во кој што бев градоначалник не беше само воена криза, бидејќи имавме војна во Липково, Арачиново, туку имавме и водена криза. Градот Куманово, општината беше оставена без вода со месеци. И успехот за добивање на средства, не само за овие проекти што ја кажам, не и за училишта, реновирање и така натаму, добивме и од швајцарска влада и ќе ги набројам некои проекти, тоа многу заслуга има невладениот сектор во Куманово. Тоа беа извонредни преседатели на невладени организации, сега не можам сите да ги набројам. Со нив се сретнаваме. Никогаш не сум одбил да присуствувам на нивни, кога ги реализираат нивните проекти, на нивни средби, или да не ги поддржам нивните проекти. Секогаш. Значи, они имаат повеќе заслуга за она што се вика донесување на средства во општината од мене.
тие невладини организации, тоа би е како да биде шарено револуција во Скопје, нели? Ова ќе беше уште поголема да се крена на тие. Тие обезбедува вода и се за тие периоди од 2-3 месеци, цистерни за граѓаните. И уште многу активности ги имаат направено. Следи ни još една криза с воду. Затој сега пиемо толку многу воду, затоа што е многу голема суша. Да, видите, А сега, у овој време, луѓе се фалив што у тој време, дали тој треба да биде фалба? И без обзира на тоа што фалба е увек рѓа. Дали кој ги затворија, а кој ги отворија вентили у тој време? Можете ли да се сетите? Имаше, не знам кој беше кажал таква некоја изјава или сум прочитал. Да? Мистер Вентил или како нешто. Да. Ја да ви кажам, ситуацијата беше ваква. Ние прво во тој време имавме кризен штаб што не го водев јас. Кризен штаб го водеше Бранко Арсовски. Председател на Совет у тој време. Ја се договарав со него, он си го водеше. Исто во тој штаб беше Ферис Дервиши, беше Станко Чурич, директор на водовод во тоа време, и уште повеќе така истакнати и граѓани во таа, не само советници и не само директори. И тоа беше добро менаџирање, да кажам. Во тоа време, значи, како дојде до затварање на вентилите? Ние имавме вода, имавме еден пријател Бейзат, се од водостопанство, кој што живее во Липко, кој што ми се јавуваше на мене и ми кажува дека иако нема доволно количина вода во Глажња, има Глажња езеро, па имаме Липковско езеро. Од Глажња преко Цевко отиде во Липковско и ако се наполни, ако не се троши многу, тогаш се прелива. И он вика се прелива, утре ќе немаме вода, да се затворат вентилите. И тогаш водостопанство ги затвори вентилите. Значи никој друг не ги затворил вентилите. Кога се посруши водата од Липковско езеро, ние веќе немавме пристап, бидејќи УЧК беше на позиција Глажња, ние да ги отвараме вентилите. И тогаш ОПСЕ доаѓаше кај мене да видиме на кој начин да се отворат вентилите, но тогаш ние искористивме да во тој период направиме еден дренажен систем, исто донација, тоа кај Ведиње Режановци, кој што со Цевковот се поврза во филтер саница, фабрика за вода и се пречистува и иде во мрежа. Исто во тоа време преку италијанска влада околу $1.000.000 дадоа за исто бунари да се избушат и да се направи мини пречистителна станица во кај Митев мост. Тоа се донации, тоа се капитални проекти. Донации. Да, и тука кога зборувавме за невладениот сектор кој што имаше голем удел и во врска со војната да се смири. Невладени организации кои што деноноќно соработуваат со мене. Тука и за проектите не можеме да не ја спомнам во таа канцеларија што беше отворена за сијаче чај, Наташа се вика Станковиќ Николовска, која што многу помогна на Куманово преку проектите на УСАИД. Знаете, кога имате внатре човек лесно е. Инаку за период кога сум бил јас, ние не сме имали тендери. Значи, ова се донации. Кога имате донација, тогаш самите донатори, они си имаат распишуване тендер, они си имаат членови на таа комисија која што одлучува и ние даваме еден член само да ни соопштува како што се случува. Тоа е било. Донации, да. Кад смо куде донације, кад се збори грубо у габарити на распределбу на буџет од централно ниво, што се дели по локални самоуправе, колко сте имале не притисак, него колко сте имале сумњу дека доколко на централно ниво влада е изберена од другу политичку партију, дека не може да се нити да се земе, а камоли да се подели после тој колач. Видите, јас И колко тој на свакога градоначалника уствари е, ајде да кажемо, некој предизвик со кој што треба да се суочи у време кад више не постои USAID и други невладини тела кои што давав донација. Јас во период кога бев градоначалник, првите 2 години бев во опозиција, што се вика. Позиција. Во опозиција. Значи ВМРО до мене беше на власт, но тогаш јас соработував со нив, посебно со председател на собрание,
Стојановски Даравела, стариот, со кој што доаѓаше за да видиме на кој начин треба да добиеме повеќе пари за буџетот. Бидејќи креацијата на буџетот беше од страна на владата, на Министерството за финансии, и ние према некои параметри, колкава е голема општината, колку жители има, се распоредува средства. По тој параметар Куманово требаше да иде многу поголеми средства и буџет од бито, но не ни го дава. Не ни го дадоа и кога дојде нашата власт од 2002 година. И исто продолжи додека не се измени овој новиот начин на финансирање, кој што е многу подобар за самите граѓани. Постојало е джентлменство од политички аспект. Кад ке кажете дека со Даравелскога, покојнога, дека сте имале сарадњу, тој за мене нужно значи дека ви сте работале у интерес на град, без обзир што доаѓате, што сте љути опоненти од ВМРО и од СДСМ. И вака приватно не се гледавме. Да, али постојало е кавалерство у политички односи. Зашто мислите дека тоа е изгубено у данашно време? Зашто мислите? Не знам дали, тоа е се од знаете многу добро Ковачевски. Како што не знам ја како. Сега постои, сега се луѓе поделисва на патриоти и на овие што викав нашата држава. Тоа е тешко. Може и за на таа тема не постои кавалерство више. Па видите ги кампањи какви се. Тука кога зборуваме и за Стојановски во тоа време, значи беше потпишан тој голем проект МЕАП, за кој што ги отпочна работите бивши градоначелник Протич со директор во тоа време Зоран Липитка од Водовод. И тогаш ја тој како потписник фактички на тој проект, кој што го дава швајцарската влада. Значи како што правите некој пат, го завршите уште 1 километар ќе го заврши друг и тогаш фанфари они го направили, место да кажат како јас сега што кажувам дека тие се главната причина под наводници што се добиени толку големи средства. За невладиниот сектор би зборувал многу, тоа се многу квалитетни луѓе. Сега мислам дека не функционира тој. Барем ја така мислам. Не гледам некои активности, но мислам дека ќе се свати дека цивилното општество е многу значено за развој на една општина. Зборувам за демократијата исто. Многу проамерички ми звучи тој за цивилно општество, али за тоа малце покасно, ако ми дозволите, наравно. И постои ли нешто што док сте биле градоначелник сте сакале да ви успее, да го остварите, макар и како проект, а не сте могале, па сте биле можда не само обструирани, него едноставно не сте имале доволно време, тој да го вака сега. Еден од најповеќе што сум сакал да се среди ромската населба Средорек. Да биде урбана средина. И затоа, значи, имав средба со Калман Мицеи, он доваѓаше само 2 пати во Куманово, само 2 пати го кажувам тоа, бидејќи голем. Тој е Калман Мицеи на UNDP, главни за Европа и Југоисточна Европа. И седиштето му беше во Њујорк. Он доваѓаше и со него бевме на еден фестивал во Куманово, заедно седевме во Домот на култура, на джез фестивал бевме, да. И после тоа, 2006 година, дава на телевизор тогашниот премиер Бучковски, покажува дека е примен кај него во Њујорк. Значи, можел со мене да дојде кога сака Калман Мицеи да го викам. Јас со него разговарав и го водев во Средорек да види што може да направи. Он ми кажа дека слободен, јас знам за тебе, дека ти сакаш само донација средства. Викам, оправдано бидејќи немам пари, но јас само можам да ти понудам да имаш најефтини кредити, не од Светска банка, туку од банката на Советна Европа со најмала камата. Но завршува мандатот. Ние имаме војна, имаме водена криза и сега тоа завршува еден тежок период за раководење со општината. Но добра соработка со советниците од било која партија. Во тоа време е донесен грбот на Куманово. Знамето едногласно, со акламација, што тоа тешко би можело денеска да се случи.
Па, знаете како, викав, силе кои се бори у свет су битка измеѓу материјален и духовен принцип. И у тој непрестану борбу се наоѓа уствари сама суштина на историју. Денеска тој не би могало, ради тој што толку е дивергентно општество у кое што живеемо, толку смо на старомодан начин дивергентни. Дали сте за Америку или за Русiju? Да, тоа е постојало, тоа е за Тито или Сталин. Још увек Слично. постои. Значи, Затоа викам дека смо старомодно. да ви кажам, Дали сте ви за Америку или за Русија? Кампањата уште не е почната и затоа се појави во емисијата. Но мислам дека кандидатите за градоначалници не треба да се водат да критикуваат тој што направил, треба да ги покажуваат. Па не, они проекти. критикуваат тој што не направил, нешто направил. Добро, али во секој случај они мораат да кажат што нудат за граѓаните. Тоа е најважно. Мора програмата да биде достапна до секој граѓанин и да биде реална. И ако тоа го почувствуваат граѓаните, сигурно ќе го дадат гласот. Кој во овој момент мислите дека ќе има, или веќе има, назнаке дека ќе има од кандидати за градоначалници на општина Куманово, дека ќе има реално остварливу кампању. Не зборимо за приступи и за стратегiju njenu, нема тој да го обработуваме овој вечер. Кој мислите дека има реално? Видите, Још еден пут потенцирам. Остварливо. Вака да ви кажам. Јас не сум веќе 10 години во врната политика или во... Ли имате влијание, Ковачевски? Па не, ама јас си го знам. Што вика в Кумановци, еде се ваша реч. Ја го знам, јас си го знам мојот дали имам мандат или не. Ја не дозволувам. Али исто га знаете и потенцијал. Не, на пример, јас да ви кажам овај. Сега пак дигресија правиме да. Јас кога бев градоначалник, ја немав ингеренции над полицијата во Куманово. Немав ингеренции во тоа што значи да се спречува нешто во местни заедници. Но ние соработувавме со Драгине Соровски, кој што имаше клучна улога во тоа време, и кога за време на војната 2001 кога пукна, сите албанци или муслимани на улица каде што е општината, 11 ноември беше, и кои што ги затворија своите дуќани, во истиот период кога се запалија 5, 6, 7 дуќани во Битола на граѓани кои што не се македонци, беа уплашени и ги затворија дуќаните и некои ги повлекоа робите од дуќаните. И тогаш ги свикав, заедно со Драгине Сторовски, дојдеа во таа сала во општината, сите тие власници, стопанственици, бизнисмени и така натаму, кои ние им ветивме дека полицијата ќе има нон-стоп контрола. Утре дента, имаше новинари се, утре дента се отворија 60% од тие програми. Тоа беше голем успех. Тоа беше доверба, значи. Дали треба актуелен градоначалник на тој ниво да соработуе со полицију, за да Чичо Сали од рекламу биде јутре послободен да го отвори рекламу или не? Видите, сега се Зашто се ствара таква клима? Сега локална самоуправа има некој влијание во поставување на влијание да се постави началник на полиција во Куманово, што тогаш не е било. Но ние вие сами кажавте пред малку сега во врска со она што значи. Сакаше само да кажу Ковачевски дека на мене како граѓанку на Куманово, мене уопште не ме интересира дали ви ќе излобирате с батлера ја да се запослу у некој невладина организација или ќе излобирате с полицију дали јутре ќе иду ја на Бозу у рекламу или не. Дали го разбирате суштину? Да, сваќам. Да ви кажу што е поразително. Кад некој градоначалник, а имамо ги многу такви у историја на Куманово, су викале, ете, од другу партију су и од МВР ми прави обструкције. Па добро. Некојаш има и такво, али се зависи од самиот индивидуа, самата личност, самиот началник кој што води и каков човек е. Значи, дали за вас функција на градоначалника значи и било која функција државна значи моќ? Они го покажува тоа дека е моќ, како не. Се гледа, значи, сака да отвори дали сте се ви осеќале сака моќан? Да отвори ова, сака да вработи тој, сака да...
кадровска политика се води. Дали сте се ви осеќале моќно кад некој ве праша да запослите некога и ви го запослите? Немав ја толку работни места да се запослува, но само да ви кажем дека јас кога бев градоначалник, ние имавме само една кола на располагање. Мислите службено авто? Службено авто, само една, која што ја не ја користев. Јас сум со моја кола и сум на работа. Никогаш не сум. Ако идам на пат некаде, тогаш возач ќе ме земе од мојата куќа. Готово више видесте ли од денеска црвени таблице? Да, тоа е страшна работа. А инаку после тоа се направија, се купија коли, джипови и така натаму, што не мислам, може би и така треба, и не можам да сватам дека преседател на совет има возач и дека треба од дома, барем во еден период, од дома да се зима и да се носи во општина. Тоа не можам да сватам, не ми влегува во главата. И овие сите овие советници кои што зимаат додаток, паушал или што како да ја кажам, финансиски надомест, они им се купува и мобилен, и им се плаќа, им се купува лаптоп, си го купат. Тука е грешката, не мораме да водиме економија. Затоа го кажам тоа дека сум ишол јас со моја кола, тоа не е голем трошок. Но сум чувствувал дека така треба да биде, а не да ме возат од дома и кажеш таравенки и така натаму. Затоа можда е добро што има сега црвени таблице. Може. Сега ќе ги фаќамо на радар, сега и ми ќе бидемо. Уште би сакал да кажам дека не се само тие капитални проекти што ви ги кажав. Во Романовце преко УСАИД и преко Немачка банка КФБ, значи Немачка амбасада, се направи водоводна мрежа во Романовце. И се приклучени сите овие куќи. И тогаш и се направи пумпна станица, тоа УСАИД го правеше. Исто тако проект се реализира во Уминдол. Имаме кула направена од туѓи пари во Уминдол, Љубодрак, Ново село, во Љубодрак. И во тие села се направени канделабри, пак преко Европска агенција за реконструкција, со осветлување, бандери се поставени со нивни средства. Ние не сме влежувале тука. А во град Куманово, например, сите улици кои што се, значи од трета МУП, тие што се према Соколана, улици, од Рим Париц према Соколана, тие сите се направени со инфраструктура, со канализација, водовод, асфалтирани. Сите куќи приклучени. До Соколана. Ѓуро Ѓаковиќ и тие други, јас сум ги заборавил тие улици. Ама нели е џабе кад еден од градоначалници наши на Куманово, поранешни, вика јавно у еден подкаст скоро, никој мене за ништо не ме консултираја, никој ништо не мене прашаја. Доваѓамо. Може да се каже кој? Дамјановски вика. За кога? Дамјановски вика Димитар Ковачевски, кад бија ваш син како премиер, никад за ништо не бија консултиран. Останува да зборимо за капитални инвестиции, али мора да спомнемо, и дали е суета? Не, па не знам, ја да ви кажам. Што мислите? Он ми се јавуваше кога Кад веќе зборимо за спрегу централно и локално ниво. Не знам дали кога Димитар беше премиер, само во тој период он го фалеше него, бидејќи ми се јавуваше на мене и ме кажуваше дека е извонреден, дека е супер, и на дебатни емисии, одличен е, вика. Одличен. И кога доаѓавме на некои трибини или по некои активности Димитар, тој седеше до него после завршување на тие митинзи. И не знам зашто тоа би му кажал. Ако зборуваме за советник за здравство, Димитар имаше советник кој што е доктор на науки, професор, продекан на медицински факултет, Ана Данева Маркова. Он има советници. Веројатно ако му требало некој советник за игри на среќа, може би го повикал Дамјановски да му даде совет, ама веројатно не му требало тако нешто. Ковачевски, свиѓа ми се ваш сарказам, многу ми се допада. Па така е. Многу. Ако има он толку советници, сигурно има советници.
Да, и сега поента беше за централно и за локално ниво, затоа што Еднако ја не можам да не кажам дека за време на Демјановски се направени капитални проекти, тоа е затворениот базен. Тоа е голем проект. И од наши средства. Продолжување на Трета македонска бригада. замислите ви да кажете у некој емисију или у некој оваков подкаст дека никад не ве консултираја или дека никад ништо не направија Дамјановски. Дали се осетисте тако у тој момент? Не, имавме ние консултации во врска со изградба на пречистителни станици, бидејќи негова заложба, а и моја и сега е да не случајно ги набројав тие јас села, Уминдол, Љубодрак, овие Агино село, Романовци, кои што имаат вода, ама немаат канализација. И што мислите во ова време? И затоа имаше идеја да се прават пречистителни тунелски пречистителни станици, за кои што требаше средства, но владата не дозволи да земе кредитна линија од Австрија. Дали се он посаветува со вас, дали зема директно савета? Онда како го сруши? И да се останоци. Ондак. Не дадоа пари, не може да се реализира. Тоа беа реонско поставени, например, Брзак, Агино село и Романовци, ки има една пречистителна станица на крајот Романовци и ки иде во некој дол, бидејќи тоа е чиста вода. Ако зборуваме за Уминдол, Ново село и Љубодрак, они треба да бидат приклучени на градската мрежа. Тоа не е проблем. А исто за нив имавме изградено пак со донација проект за водоснабдување, за водовод, ама не се реализираше. Беше платено. Да. Кој ги полюља темели на бастион у Куманово на СДСМ? Видите, полюѓувањето на бастионот, да, ние важевме како бастион на СДСМ во Куманово, како што тоа е Струмица важеше и сега важи, мислам. Мислам тука не се поединци, тука е кадровската политика. Да некогаш кажете ова е реално. Да не запостите луѓе што не се квалифицирани на не радно за место? вработување, него да дадете Нели не смо партизирани? Да поддржите кандидат кој што има према анкети и да кажете добро, тој не ми одговара, но бидејќи тако стои работата, ќе го поддржиме него да го имаме наш градоначелник. Тука е грешката и тука амнестирање не може никој да има, ниту јас, иако јас не сум учествувал во тоа. Но не сум кажал јавно, немојте вака да направите. Затоа и не се амнестираш. Аболирате го своју улогу у СДСМ како еден од поутицајни чланови, састој што немојте да ми кажете дека не сте биле питани за, ако збориме за кандидатуру на Илиевскога, дека не сте имале, дека некој не га испоштуваја ваше мишење за тоа. Нема мандат, не можем. Јас самиот не си дозволувам да кажам дали треба или не. Мандат е интегритет ваш што го имате. Јас сум поддржувал наши кандидати на СДСМ и секогаш ги поддржувам. Тоа е сосема нормално, бидејќи сум во таа партија. Ама не по сваку цену, Ковачевски. Ама не по... Тогаш треба да се изборите на време, и да не се прават обструкции. Значи не по сваку цену. Да. Бива га, не га бива. Ке кажу дека не га бива. И ке аргументирам зашто не га бива. Мислите дека од тој време датира луѓење на темели на бастион? По мене да. Да? Да, по мене. Како га народ тој оценил? Видите, после тоа моќта на градоначалник да ги поставува директори на средните на основни училишта средни, тоа е голема работа и секој вика да ќе ме смени професор, вработување, само градинка не беше под ингеренција на градоначалникот, но мислам дека не знам Според овој што зборувавме за Куманово, чисто зборувавме за инфраструктура. Според овој што га кажувате, еве, дозволите ми дигресија и од моја страна. Според овој што га кажувате, како да не ви се допада колку многу ингеренција има функција градоначалник на една општина. А не треба да има, ја тоа го кажам. Не треба да има, да. Не треба. Или има многу. Не треба да се шериф, не треба сами за одлучуваат. Зашто би градоначалник, на пример, одлучија кој да се запосли у градску библиотеку Тане Георгиевски?
Не би Зашто? требало. Во моје време е било консултиран скуп на луѓе, округла маса кој да биде. А дали у ваше време ипак требаше да биде некој од партију? Во моје време, например, ја кога сум бил во моје време, кога сум бил градоначалник, тогаш Ние тој некој далеко ние време. ги немавме, тоа само 20 години. А ние ги немавме ингеренциите на образованието. Тогаш беа под Министерство за образование. И они се поставуваат директори. Тога ние немавме влијание. Ако сте градоначалник од партија на власт, тогаш можете да имате влијание во Министерството, како што се има, да кажете, добро, дајте овој е квалитетен човек, дајте овој го поставите за директор, која не сум имал такви ингеренции. Вредности на Не квалитет, разбирате. Не сум потпуно имал во разбирам. урбанизам. Урбанизам беше под владата, не Али беше. меродавни вредности се изместисва. Ако ви кажете пред 20 Видите, години, мене- не ни работи сад малце слабо, градски сад слабо стоимо со време, али и покварен сад 2 пута дневно покаже исто време. Видите, мене што... Не е тој некоја толку далека прошлост, ми се сви сеќамо. Дали сте ви лично, кажувале, квалитетан е? Да, одобруju ga. И по кои су мериторни вредности за да некој биде квалитетан? Тој сакам да го истакнемо како суштина. Денеска нели мислите дека не е наше дете, не е од партију. Нели мислите дека тоа е едини критериум? Не, видите, прво значи некои работи се изместија. Ние имаме демократски централизам во социјалистичко време, кога на пример мнозинство тако одлучи, сите се повинуваат. Тоа е така беше, да мора да се повинуваат на тие одлука. Ама сега на пример имаме луѓе кои што размислуваат другчи. И сега на пример се покажа во претходните избори дека не може, ако си партија јака, дека ако поставиш со своји редови градоначалника, дека тој ќе бидне. Тоа се види дека не е така. Но нешто кога зборуваме за град Куманово. Град Куманово и вие ми зборувате за саобраќајниот метеж и така, немање на катни гаражи и така натаму, простор немаме. Многу е тешко, Куманово нема развојна компонента. Зошто го зборувам ова? Ние имаме само едно булеварско решение од влез на Куманово бензинска пумпа од Скопје, значи, до патот што иде за Свети Николе, за према Добршани. Кој имаме друг булевар? Никој. Тука имаше идеја да се пресече дали од Соколана или од едно 20 метри од другата страна, но тој булевар требаше да поминува низ дворот на црквата и тоа се престана, тоа го правеше простор. Ме разбирате? Кога зборуваме и за проектот Кеј. За проектот Кеј, значи, во Куманово, ние го отпочнавме се Кеј и да ви кажем што значи како дојдовме до решение дека е значаен Кеј да се прави. Имаме представници на Светска банка, имаме невладени организации кои што доваѓа со проектот и ние во сала ги отвараме проектите и викаме кој е за овој проект, кој е за овој проект и сега проект да се направи Кеј. И Светска банка добро ќе проектираме, они дадо не знам $200,000 или така натаму веднаш кажа од буџет ќе биде и тогаш ние распишавме оглас, прво ревидирање на постоечкиот проект која го правеше простор, беше после тоа распишан оглас, тендер, добивме кој е изведувач, го избравме изведувачот и мене ме завршил мандатот и тоа се прекина, се прави нов проект и така натаму. Океј, можеби така требало да биде. Нема континуитет на добри решенија. Исто во тој период ние имавме решение за се направи Илинденската улица да биде затворена само за пешачи. За пешаци. Видите, тука сите локали се направи. И тогаш се направи проект, исто простор го правеше. Се распиша оглас, тендер, се најде изведувач и ми помина мандатот, се стопираше. Тоа и не се изгради до сега. Да, па бива едносмерна, па бива двосмерна, па сега све повише и повише едносмерни. Затоа викам, многу е тешко. Ние мораме да идеме два паралелни булевари за град Куманово, како еден од најголемите градови после Скопје. Скопје веќе со повеќе општини. И да имаме
напоредно што ќе ги сетат уште два буливара. Тогаш ќе имаме ние развојна компонента и Тој би нема можда се завршило влуши. добро работу да се размислува за у недостатак на толку многу невладини организации у овој момент, у овој период. Можда би било добро да се размишља све повише за јавно партнерство со некои стварно стручњаци, архитекти и у недостатак и на фирме како што су Простори и други кои што су били уклучени директно Сега у има такви решења. Приватни, видите, Јавни партнерства да се прави. Во тоа време Да не кога кажу бев- да се најдев луѓе кои што нема да ги интересира колку ќе се земе од колач. До тој период кога бев градоначелник, тога се распиша оглас за идејно решение за плоштад на град Куманово. И тогаш за прв пат само еден кандидат доби предност да се прави тој проект. Тоа беше Грчев. Тоа се во затворени прикази. И тогаш ние дури со таков проект учествувавме, главниот архитект во тоа време Горан Митевски се заложи да биде да учествуваме на превар за најдобар проект во Париз. Не добивме, ама учествувавме. Тој проект ги спојува двата плоштада, и долниот и горниот, каде што имаш алеја на дрва, каде што имаш фонтани суви, значи тие да може да не се бањаат деца, да имате како што е сега голем збор Кнез Михайлов во Белград, каде што имате во летниот период да се постават овие од кафиќи некои столови, сунцобрани и така натаму, да живее тоа а горниот дел да биде така направен кај што е дом на култура, каде што испод значи него да бидат паркиралишта, гаражи и така натаму. Ама тоа не се оствари. Требаше етапно да се работи. Ама затоа ви нити идете да се шетате сега на кеј, нити уживате. Ја чисто сумњам, уствари ја никад не сум ве сретнала вас на плоштад на вечер да се прошетате само заради едну работу. Ви сте направиле рај позади вас у двор. Да. Јас ако Ви гарантирам знаете ги сви латински имиња од Петунија до Хризантеме и не сам посвеќен не знам кои други. Например, имав хоби. Тоа време кога бев млад имав хоби во животни. Значи кучиња сакав, кулаби сакав. И сакав дури кога направив куќа, викам да направам една и неостварена желба мини зоолошка градина. Со срна, со украсни кокошки, има гулаби, со фазани, дукатки и така натаму сите овие. И тоа со некои мали ситни животни, но тоа не ми се оствари и тоа е многу тешка работа и за одржување, не е баш така. Па да. А после тоа, значи, го уредувам дворот веќе 17 години и можам да кажам да се пофалам дека јас сум еден од подобрите квалитети зборувам. Не тоа дали е тоа уредено, кога зборуваме за сурфин или петунија, зборуваме за сардела, тогаш тука имам кап систем, се тајмери и така натаму, и тоа од сабеле од 5 се станува, се контролира, се чиста. И тоа е задоволство. Значи, ви морате да имате љубов за се. Па што ви треба ондак на кеј на плоштад да идете? Ја ви викам. Добро, и таму јас каде ми е мојата куќа према гробиште, испод гробишта, тоа е многу повисоко и многу е воздухот е по-чист во однос на централно градско подрачје. Да. Таму е кога овде има разлика од 4-5 степени сигурно. Посебно од позади куќата кај што ми е дворот. Поубаво се диши, да, на високо. Да. Новинари ве поздрависва, дел од кумановски новинари. Не можев никад да забравив какав приступ сте имале со нима, колку сте биле джентлмени, колку сте биле транспарентни, не само за време на како градоначалник, него и сега. Гледам ве и сега, седим у ресторан Ауру, кој пројде, ви први се поздравите, со сви се поздравите и со сви сте... Не чекам помнат да дојде кај мене. Па не, да ви кажу право изненадиме тој, Изненадуевме и многу други работи уврску со Слободана Ковачевскога, али веројатно најшто не ме изненадуе е тој дека ќе го поддржите Мартина Костовскога како кандидата за СДСМ. Сега, јас да ви кажам, јас сум социјалдемократ. И сега дали вредностите на социјалдемократијата се изгубени, тоа врвното раководство треба да размисли.
Но Чим викнате треба да размисли, значи изгубени су некои вредности. Сигурно дека се изгубени. Не е затоа таква позиција не е моментална и рейтингот во нашата држава. Но ако зборуваме за Мартин, конкретно, Мартин Косовски, Потешко му е, он е у најтешко он е ситуација. дете на партија, да кажам. Али тоа- најтешко му е тоа затоа што изгубен е рейтинг Само, на партија. Значи, единствено решение по мене, партиско, за мене е Мартин Косовски. Мартин Косовски израсна од СДММ, од младина, беше и во Централниот одбор на младите во Скопје, на Ама државно добро, ниво. Ковачевски, тоа е природен пут на еднога Не политичара. е природен пут. Само да ви кажам. Ама тој не е... Тој е бил, да ви кажам, тој е бил преседател на општинска организација 3 мандата. Тој е бил шеф на штаб и то успешно да ги води изборите, дали се локални, дали се парламентарни, едно 5 пати. Тој е бил координатор на североисточниот регион. Тој е сега извршен организациони секретар во партијата. И сега вие Тоа е градација на успех. И сега ако вие зборуваме као партиско решение, тогаш морате прво да помислите на Мартин Косовски. Зашто у Да, Куманово и се работ- збори и- дека не мале другога, па ставиле га ние. Имате ли такво? Ние сме имале комбинаторики, некои да се предложат и некои што не се од партиите и така натаму, но раководството се одлучува кој да биде. Јас неам тој мандат. Алудирате на Диру, веројатно. Ја не сум не знаел дека Диро е предложен и дали е бил предложен од партијата или не. Беше предложен во самата каде што се кандидирање, каде што се евидентирање врши, не кандидирање. Сите кандидати кои што ќе ги предложите ќе бидат евидентирани каде што беше спомнато и негово име. Беа спомнети и на други познати професори и така да имаше академици, бизнисмени и така натаму, но веројатно тие не прифатиле и сега ова е решението за кое што треба да се заложиме, да добиеме градоначалник. Што е успех? Тој ќе се вратиме помалце покасно, зашто и немамо многу време на тој како ќе се ви заложите. Али што е дали за вас е кад ќе каже некој на советничку листу и кандидат за градоначалник, тој су све луѓе квалитетни. Дали некој ако за некога се каже дека е квалитетен човек, дали тој значи автоматски дека е квалитетен политичар? Видите, тоа Дали некој ако е добар бизнисмен може да биде квалитетен политичар? не може никој да суди дека ќе биде Може. или не. Не може. Како викате ви, После- народ суди на крај. После ако ќе биде поставен, па ќе видите дали требал да биде поставен или не. Така, иначе вака унапред не можете да кажете ништо. Но, сметам нешто и ќе ви кажам како е било во време кога сум бил јас член на преседателство на општинска организација на Куманово. Да. Од 92 година, 1992 година, и тогаш беа избори 1994 година и ја бев и член на кадровска комисија во наша општинска организација, каде што ние предлагавме кои да бидат кандидати. Од тоа време ние можевме да се ставиме 94-та, ние ги добивме колку пратеници. Тоа се знаеше дека ние ќе добиеме. После пад на Клусев 92. И сега на пример ние во тоа време го предложивме Поповиќ, кој што беше директор успешен на Кожара Куманово. Да. И Србин и така натаму. Кој што не беше член на партија. Потоа го предложивме со право доктор Ивановски, кој што беше еден од основачите на партијата, кој што идеше и по села да зачленува луѓе и да ја омасаува партијата. Владо Пачем Томовски, кој што беше внатре во партијата, го предложивме, иако не беше член на партијата, Богдановски Слободан, мој школски, на ФЗС, најголема и најака фабрика во Македонија. Видите како сме размислувале. Благое Стојковски, Белчо, кој што беше на Светлина, одличен менаџер, тие ги предложиме и испадна Томовски, што ми е криво што он испадне, он беше квалитетен човек и уште е, и доста помага на партијата. Но сега како е ситуација? Вие сега кога ќе дојдете
Јас сум бил во високо раководство, ше на преседателство на Централен одбор, како што е извршен одбор во партијата за време кога Бранко Црковски беше премиер, кога беше Канџиски, кога беше Гештаковски, Илинка Митрева, Тито Петковски, тоа беше голем состав. Ја фактички дипломатија. Јас сум бил по клуч фактички таму, бидејќи требаше да има представник од Куманово, представник од Битола, како големи општински организации на СДСМ. А сега, например, вие кога ќе поставите на функција во општина, зборуваме за Куманово. Тие кога ќе ги поставите, без разлика дали прво ги поставувате некои помлади кои што треба еден период да се калат, да развијат демократијата, да се градат како политичари. Да слушав постари. А не да слушат. Не, тама работа ако слушат. Морат своји идеи да имаат. Но, ако тие веднаш штом ќе дојат и викат јас сум тој што ќе биде носител, јас ќе бидам втор, тогаш вие не можете да ја омасовувате партијата. Ако само од преседателството или од извршениот одбор поставите во советници, како вие ќе развивате, како ќе омасовувате. Зошто некој тогаш да дојде во партијата и каже, добро, јас мора да бидам член на високото раководство, па да успеам да бидам на некој кадрска листа. Тука е грешка. Тоа самите они треба да размислат како треба да се постават. Па тој ми личи Ние на... сами сме размислуваме. Ние имаме многу добри кадри во самото преседателство, па никој не се предложи да биде пратеник, што би бил пратеник. Зборувам за 94-та. Тој ми личи на Шопенхауерово малце, дека треба да се појде исклучиво од единку и колку е она свесна за своји способности за да се уклопи у некоju колективну свест, нарочито политичку, jer административни орган на народ су политичари. Ајде да кажемо административни орган најголем за еден општину е градоначалник. Од единку кад И ќе совет. кажу и совет. Кад ќе кажу од единку треба да се почне. Значи дека ви, не само ви по партие, него у сви партije, можда и у сви држави на свет, единки су криви. Jer ако дојду куде Васковачевски на врата и кажу, молим ве, искористите га ваше влијание, мене ми треба работа. А ви знаете дека не ме бива и не сам квалифицирана за тој работу, а и покрај тој ми го дадете работу само затоа што сам лепила сам плакате за вашу партију. Нели мислите дека е до мене, ради тој што јас сам можда, ајде да кажемо, или роѓака на вашу супругу, или школска другачка на вашу ќерку, и ви не можете да ме одбиете. Ја вас ставljам у незгодну ситуацiju. Ми треба, прво, луѓи што имав функцију, да бидев свесни на тој дека треба да се одбивав тие апсолутно што треба да бидев одбиени, а ми остали да немамо суету и да не ви се наљутимо. Значи, во социјализмот, пак се враќаме таму, Мора да се упак ние таму исечен, мора да се вратиме. Имаше биро за вработување, сега агенција за вработување, и таму имаше бодовна листа. Значи, завршени факултети, висши школи, средни, тој факултет, така, години на чекање, социјално и така. Приоритети. И тога се става на листа. Јас знам во Кожара, во КПК, кога требаше да вработиме еден квалитетен машински инженер, ама тој беше на трето место. И не можете да рипате, нема шанса. И тогаш одлучивме да ги приеме сите први три. И он да влезе. Фер? Тоа е фер. Кажу кавалерство има. А сега, например, нема тоа. Нема бодовни листи, нема ништо. Ние имаме А за кога да има? Дали ваши унуци ќе ужива во тој рај позади куќа? куќа? Што ги боли и граѓаните, па и самите членови на партија, да некој по тројца од фамилија се вработат, а некој ни еден и така натаму. Ама за кога да има? Дали ваши унуци и мои Па затоа ќе се останев? Затоа се селуваат. Дали? И, мислите ли дека му е добро обработена стратегија, чисто партиски,
на Мартина за да допре до млади? Ја уште не сум слушнал, сега почнува... Гледате и ви на Фејсбук сте гледам активни. колку можам да гледам. Гледате ли ги видеа што ги постира? Мислите ли дека тоа е Има реално? многу обрски, јас сум многу ангажиран. Во со градинарство се бавите. Па не само градинарство, внуци, пара внук треба да го чувате, да го носите у градинка или да го земете. И така натаму, тоа е Ама исто успут, обврска. ама успут видите. Видите ли ги видеа? Дали ви се чини тоа реално? Со кои паре тој ќе се направи? Слушайте, па добро сега. Пари и кредити зимање ова. Кредити. Да. Колку мислите дека... Инаку, ова заборавив да кажам дека еден од позначени проекти на Куманово е гасификацијата. Тоа е голем проект. Гасификацијата. И тоа визави она што се направи во Струмица, каде што таму со боци се носи тоа, овдека е направена мрежа и се гради мрежата и тоа е значаен проект. Културно. Да. Руси браќа помогнале. значи, Нема, мора да га кажем. Инаку, во тој период кога се правеше ние ја направивме цела улица со туѓи пари преку овој фонд за магистрални патишта се направи овој патот за железничка станица. Потоа и требаше да се прави дел од Трета Македонска, но се договоривме ова година да биде према железничка станица, а идната година се направи да се продолжи Трета Македонска. Но после тоа не се успеа, мораше да се со сопствени средства да се гради. И друго што ми смета, кога сум бил јас градоначалник, порез или данок беше 3%. После тоа е 4%. Зошто 4%? На буџет од 40 милиони евра, ви да ги оптеретувате граѓаните да платят по 4% место 3. И тоа, на кој начин се тоа дава? Тоа исто треба да размислуваат овие градоначалници. Дали треба тоа да се навали? Суштински. За сите, а не кој да биде професор. Во тоа време јас кога бев Агино село. Ние немавме за куќи, за ова деловни простори не се плаќаше никој тоа во тоа време. После тоа се направи некој, не знам како, не беше тоа као пилот проект, па тоа општина упаднал. Тоа се мера тераси, се мера све и баснословни пари се плаќа, да ви кажам. Колку још едно само прашање за кандидата на СДСМ, тоа е неизбежно. Колку мислите дека најголема да го кажемо само ќе го кажемо како препрека у пут до евентуалну победу на Мартина Костовскога е njegova odluka dok беше директор на службен весник за име Северна Македонија. Колку мислите дека тој ќе му биде препрека? Видите сега. И дали е тој уствари едина препрека за победу? Да ви кажа. Прво, јас сум заборавил за тоа. Сигурно многу не знам за таква некоја одлука, подпиша, не подпиша. Но, ако некој вика дека кога ќе дојдам на власт, ќе нема Северна Македонија, ќе биде само Македонија. А сега, на Генералното собрание во Вашингтон, Њујорк, каде се одржува, вие ги гледате каде седат Норд Македонија, што тоа ќе зборуваме? Што тоа ќе биде? Каква грешка? Тоа не е нимало грешка. Ја не кажа грешка, ја кажа дали ќе биде препрека у гласачко тело. Највеќе ме боли, бидејќи ако зборуваме, тоа беше донесено во време на председател Заев, кој што имаше визија човек. Тоа храбра одлука. И исправна одлука. И ние тогаш излегувавме да кажеме дека меѓу кои што и Максим, меѓу кои што и Замјановски, ние кажувавме, не снима дека е добро да се промени или додаде име Северна Македонија за да влеземе во НАТО, но јас сум мислел дека ние по дефолт влегуваме во Европска унија. И тогаш јас сум зборувал дека за европско образование, за придобивките што ќе ги добиеме како членка на Европска унија, а после не изигра. Мораме тоа да го кажеме. И не изигра и после ги поставија Макрон други услови и после дојде вето од страна на Бугарија, што
е многу важно да ние влеземе заедно со Албанија. Ако Албанија влезе пред нас, тогаш исто може да се постави или Србија и други услови и така тешко да влеземе во Европска унија. И само некои услови и само не со тоа не случајно има толку граѓани од нашата држава што имаат бугарски паспорт за да имаат излез во Европа. да уживав таму. Многу не уживав ни таму. На свакога е сон да си се врати овдека, па дали ќе се нада дека ќе му се стави бекатон у Сокаче или ќе се направи некоја капитална инвестиција како што е некој булевар. За тој, како викате ви, дозволите ми да употребу политички жаргон. Граѓаните тоа ќе го кажат на 19 октомври. Ќе гласате ли стварно за Мартина Костовскога? Тоа да ви кажам јас, прво, значи, ние кога зборуваме за бекатони, јас сум бил секогаш да се направат инфраструктурни проекти. Инфраструктурата да биде, после бекатонот. Филот е после. За џабе не ве прашуju, знам зашто. Затоа во тоа време се правени, например, вие имате, зборувавме за Серава, дали асфалтирано. Од двете страни на Серава, тоа е негде 600-700 метри, тоа ви е од кружниот ток сега што се направи. Имате од двете страни, сите куќи се приклучени во атмосферска, тоа е канализација, дол покриен Серава, тоа е атмосферска, тоа иде во река. Таму бе приклучено. Во тој период, кога бев градоначелник, направивме 2 фекални колектора и од едната и од другата страна, за да може да се приклучат сите во колектор, за да не иде вода во. И да ви кажам, ние зборуваме и за пречистителна станица, како тоа не се одржува, ако нема резервни мотори и така. За тој ви викам, одржавање е битно. Ние ќе имаме само преливање ништо. И инаку, кога зборуваме за пречистителна станица, која што исто е трошок за општината, тука ние што сме добиле? Например, ние како општина сме ние како општина или град Куманово не сме добили ништо затоа што пречистителна станица се наоѓа кај Шупли камен. На излез од градот. Значи таму придобивка од тоа го има Велес, сите Вардар, значи, и Грчка. Према тоа, значи, овдека треба градоначалникот и локална супера да се заложат да самото Министерство за заштита на животна средина, владата дотира средства за пречистителни станици, а не да остане терет само на општината. Тоа е одговор на моje прашање зашто треба уствари да се залага градоначалник. А не како Мартин Костовски да вика ја ќе изграду, ако Максо ја кажа 3, ја ќе изграду 5 градинки. Тој го зборимо. Зашто треба да се залага? Ја да ви кажам, Ајмо се реални да бидеме. Например, вака да ви кажам. Ајде да се спуштиме од испод гробишта каде што се диши поубаво. Ајде да дојдеме малце у центар. Ја слушате да ви кажам. Мислам дека изводливо е да се направат градинки. Прво, ние какав сте дипломата, значи. Ние зборуваме Ја не ве прашувам дали е изводливо да се направи в градинки, него дали Мартин може да ги направи. Мене многу ми боди во очи и ме боли што пионерскиот дом за кој што сите имаат ветувано, ништо не се направи. Тоа е ругло за град Куманово. Тоа мораше да се направи и треба да се направи. Многу неразрешени имотно-правни односи су туди. Па многу су. Па чива е? Па с Бисерко што бидна? Нели е исто? Не знам сега, не сум... Нели е покојан судија што доби на игри на среќа? И? Весоветно. И што сега? Што ми да правиме сега? С кристал и с кубу? Што да правиме? Доваѓате ли... Во врска со другите теми, она што ги наштаме, можеме во текот на кампањата тогаш па да имаме месија, тогаш да кажеме еве како се движат, што... Не, јас сакам да чујам од вас кој неќу да чујам кој треба да биде градоначалник. Него сакам да чујам каков не треба да биде. Па не може да се каков не треба да биде. Не треба да биде човек кој што ќе се постави над сите. Добро. Значи мора да има да одлучуваат колективно. Иако и колективно не е баш најдобро, но треба да пресечува за многу идеи кои што ќе му се дадат и која ќе биде најдобра, а не ако друга политичка партија предложа добар проект да се тоа отврли. Ја пак да се вратам на времето кога сум бил градоначалник. Ние многу одлуки на Советот беа донесени едногласно. Тоа е голем успех да ви кажам. Па ние
кога требаше ВМРО да ги бойкотира председателските избори, за да Бранко Црвенковски не биде председател, ние во Советот одлучивме и заедно со ВМРО да не се бойкотира. Да, донесоме, тука беа представници од Европска унија доаѓаат. Да кажу што викав Кумановци, а Се тие помалце писмени викав свака час. Не мораме да се надеваме на подобро утре. Сигурно, дека и секој се надева за тоа. Ковачевски, не знам дали треба, како млади више ќе се надав на подобро утре. Па ќе се надев. Појдите од Пчински пут, па близко ви е Пчински пут, па појдите надоле, па гледајте све што се дешава, баш док да дојдете до семафори на Рим Парис. И после тај обезхрабреност што го имам окуде млади, да не дојдев и да не ве наследив да ги гаите петуние, мислу... Тука и до култура, да ви кажам. Па и што викам до единку дека е. Нели? Имат некои ќе ве снимат кај сте паркирале, па ќе го дадат возило, а вие сте го паркирале или сте застанале на минута и сте продолжили, тогаш ве фаде. Еве кај паркира. А попречуете го сообраќај, извините, молу ви се, што ја ga правам минимум 10 пута дневно, само да купу нешто, само на 5 минута. Ама паук служба ради. Чекајте само да проверу дали сам ве нешто, дали нешто сам испуштила, мислу дека не сам. Луѓи не тражив више, сакала сам да кажу за крај, луѓи не тражив више идеологија, не само социјалдемократску, него повише тражив метафизику на ствари. У име на тој, на метафизички ствари, пошто е сезона на Ајвар, ја ќе ви ga даду овој флаерче и вика овако е: саем за автохтони сорти везенка. Знам дека не едете љуто, знам дека од здравствени разлози. Ѓантат ми е Ајвар, што викамо ако е блак. Тако е ли? Нема вкус. Са смодар патлиџан или без? Малце ако да биде. Може, Много малце. може. Сакам мариџано, тоа овдека ќе има изложба и продажба, дегустација на традиционалну храну. Тоа е доле пред базен. Не. Работилници и предавања за млади снашке кој не уме да прави ајвар, овој ќе биде у село Пчиња. Тамо су вамаровци, али изволте, дојдите и ви. Колку се вамаровци, ја тамо добив многу гласови. И за парламентарни избори 2002, кога сум бил шеф на штаб, и за мои избори сум добил многу гласови, да повеќе од другите. Добро. Да биде... И во вакъв ставивме вода, да ви кажам тогаш. Сега не знам дали има се уште вода или не. Вода има, ама сега Максо и Путин га направи. Ако фино. Дури патот треба да се направи до Винце, па преку Коњаре да се иде за Скопје. Тој пат треба исто да провукционира. Ако се толку многу мал број на жители, не може, еве Брзак исто, тука мора да се асфалтира до Агино село. Мора, колку 10 куќи мора да се направи. Посакују Ковачевски, кој да дојде за градоначалника 2025 на општину Куманово, да ви се јави, да испиете едно кафе и сви овие работе да му ги посочите на начин на кој што ги посочисте на гледачи на подкастување. Ја прво да ви кажам, ја не очекувам, нити сум суетен ако не ме викнат. Тоа е нивна работа, ако ме викнат, она што мислам ќе го кажам. Да. Но не очекувам и нити пак ќе се пожалам дека не сум викнат. Добро. Може ли ја да ви обеќам? Стил на работа. Може ли ја да ви обеќам у момент кад ќе се поправи градски сад да отидеме и да се сликамо? Ако се поправи, драго ќе. Ја и ви, али само ако се поправи. Да, тоа е донација, јас ќе ви кажам, таа донација ми е дадена од мојот колега од факултет Свето Јаневски. Тој ми донираше и канделабри. Ја не ги прикажував тоа, он донираше, сакам таче за тебе, као колега да ти поклонам тоа. Тоа беше Браво. Да. Браво, ќе има, неќу да има нова донација. Сакам да се поправи сад. Ние во мојот период, немаме тендери, немаме надавања, не може да се зима средства и така натаму. Инако се Иво Лола Рибар, тоа е на Горички пут, и тој беше во тој период на мене направено со цел инфраструктурен проект. Од тука до тоа пазарче доле, комплетно инфраструктура се. Сликамо се пред сад. Да, тачно у подне, код Океј Корала. Драго ми беше многу што ми дојде.